Родителите на починатите во трагедијата во клубот Пулс се собраа во паркот на Револуцијата во Кочани и дојдоа пред поставената бина на која требаше да се одржи поп-рок концерт по повод празникот Петровден. Како можете да пеете и да свирате, со која срце сте дошле тука? На новинарско прашање, кратко одговорија дека нивното доаѓање е спонтано, односно на враќање од гробишта тргнале кон местото од кое секоја сабота вообичаено почнува маршот за ангелите. Во моментот кога пристигнаа пред бината, во тек беше музичката проба пред концертот, а откако музичарите ги забележаа, ја прекинаа пробата и ги оставија инструментите. Родителите не сакаа да дадат официјална изјава, рекоа дека дошле да видат дали ќе се одржи концертот, за кој со писмено соопштение не дадоа поддршка и побараа да биде откажан. Што да кажеме, тој немаш. Што ти каже? Што да каже? Добро, која е причината? Ако имат срце, не. Ако имат срце, нека пеат, ние немаме против ништо. Ова е град, не жали, само си стоиме, они нека се свират. За 62 деца, за 62. Не едно. Гранчалнико нека дојде и спее една 62 деца песна. се. Гранчалнико дојде и песна да испее една. Ајде пеете, што ми пеете? Гранчалнико нека. Нека дојде гранчалнико. Не сработа. А пари колку треба да платиме, ние ќе ви платиме. Ако сте за пари, кажете колку сте пазари. Ќе ви платиме ние пари. Во знак на почит и спомен кон починатите деца, родителите ги спуштија нивните фотографии на плочникот и символично запалија свеќи во форма на крст. Во терминот кога требаше да почне концертот, пред родителите се појави ВД градоначалникот Венко Крстевски и ги информираше дека музичките настани по повод Петровден се откажани. Ја дојдов да ви известам дека музичкиот настан од денес и утре откажа. За утре попладне е закажан комеморативен настан во спомен на починатите во трагедијата во Пулс. Канал 8 телевизија на вашиот мобилен уред.